Разговараме со Тони Узунов, кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН. Господине Узунов, вие сте долгогодишен бизнисмен, стопанственик и собственик на компанија. Зошто се одлучивте да бидете дел од трката за градоначалник на Валандова? Пред се да се заблагодарам на телевизија 24 за можноста за ова мое медиумско обраќање и во ова прилика сакам да ги поздравам гледачите на телевизија 24 и моите сограѓани кои ќе го гледат ова мое интервју. Зошто се одлучив да ја прифатам кандидатурата за градоначалник на општина Валандова? Во политиката не бев активен во партиските структури, но во минатиот период сватив дека треба да го дадам мојот придонес, да го вложам сето мое искуство и знаење на едно друго поле, за да со цел да партијата на овие избори излезе со квалитетна програма, со квалитетен тим и пред се квалитетен пристап кон ова сериозна јавна функција. Кој беше предизвикот? Партиско докажување или пак вашата лична желба за подобро и поубаво Валандово? Тргнав од најискреното мое ангажирање во партијата за да го дадам својот пример како треба, дека и ние, луѓето кои што имаме едно искуство позади нас, треба да го вложиме во општествените збиднувања, па и политичките. Во таа насока јас пред година и нешто активно зедов учество во организацијата и во комитетот на партијата овде во Валандово, а кандидатурата дојде сосем спонтано. Во постапките во нашата партија, уште после Нова година, бев предложен од страна на мојот месен комитет како можен кандидат, за да потоа низ разни филтри, анкети, изборот се сведе на неколку лица, за да на крај одлуката биде да Тони Узунов, односно јас, бидам кандидат за градоначалник на овие локални избори. Узунов, што според вас му недостасува на Валандово? Концепт. Концепт и правилен пристап. Во минатото Валандово имало градоначалници неколку. Сите тие луѓе имале некоја своја програма. Не се сомневам во нивната желба и намера да направат нешто за Валандово повеќе. Повеќе или помалку сите успеале на некој начин да направат за време на своите мандати. Кој повеќе, кој помалку. И во ова прилика им се заблагодарувам на сите кои што има придонес за Валандово денеска што го имаме. Јас никогаш не обвинувам, него само вака ќе ги искористам сите прилики и нивното искуство за да видам тоа што фали. Дојдов до тоа дека во принцип недостаток е концептот. Тоа што се прави, тоа мора да биде дел од еден концепт, од една стратегија, од еден план, да не се приоѓа на проблемот еднонасочно и само кон него и да се реши тој проблем. Решението нема да биде добро ако не е дел од еден концепт и од една визија која што ќе овозможи развој на општината и градот на локален економски план, на културен план, во секој сегмент на општественото живење. Тоа недостасува во Валандово. Јас со мојот тим, со луѓето, работиме на една поинакова стратегија, еден пред се поинаков пристап. Да се анализира работата, да се согледат сите ресурси и правилно да се искористат во насока на решавање на проблемите на луѓето и потребите на општина Валандово, за да општина Валандово во еден догледен период повторно стане перспективно место за живење. Има ли потенцијал, односно ресурси Валандово за да го примените тој концепт за да биде перспективна и просперитетна општина? Апсолутно. Македонија е мала земја и општините во нашата држава имат различни предности и мани и ресурси. Општина Валандово за среќа ги има многу. За жал не се користеа досега
толку колку што треба. Го имаме Исарот кој што воопшто не е искористен како точка на мапата на археолошкиот туризам и секаков друг вид посети и истражување од аспект на историја. Имаме земјоделие на кој што мислам дека му треба помош од малку посуштински пристап и решавање на проблемите на луѓето кои што се занимаваат со тоа. Валандово нема големи индустријски капацитети и е чиста средина и треба внимателно да се води развојот кон развивање на такви економски гранки кои што ќе го водат развојот во таа насока. Валандово да остане и да биде препознатливо по овој начин на развој. Вие сте валандовчанец, потекнувате од това место. Сметате ли дека менаџерските способности во компанијата можете да ги примените и како прв човек на општина Валандово? Па мислам, менаџирањето е вештина која што се учи и која што се надградува во текот на животот. Јас доаѓам од реалниот сектор и во овие долги години не би успеал да бидам тоа што сум ако не ги немам тие знаења, квалитети и можности за менаџирање. Јавната управа е нешто сосем друго од реалниот сектор, тоа мене ми е јасно, но суштината на менаџирањето е таа. Лидерски способности, да се анализира проблем и да се реши проблем. Јас не сум индивидуалец, јас работам тимски и мислам дека во многу може да, затоа што тие луѓе кои што ги немат тие менаџерски способности морат да ги научат прво нив, за да можат да ги применат во пракса. Јас само ќе треба да ги доусовршам моите знаења, учам брзо и во моето работење ќе бидам ефикасен, темелен и искрен со луѓето и само тоа е начинот за да луѓето сватат дека се може секогаш и подобро. Сакам во оваа прилика со ова моја кандидатура за градоначалник на некој начин и да му се одолжам на мојот град и на мојата општина за можностите што ми беа овозможени во досегашната моја реализација досега. Јас цел живот работам и создавам овде. Ова е една од вистинските прилики како луѓето кои што создале нешто да можат да се одолжат на заедницата на која што припаѓаат. Валандово е мало и прекрасно место и заслужува да биде многу подобро, пред се перспективно, за да го спречиме одливот на млади луѓе од Валандово. Стално се лоцира тој проблем и во државата, како младите луѓе ми заминуваат. Хендикепот на малите места е не само таа надворешна миграција, заминување во странство. Кај нас е значително и заминувањето и во соседните поголеми градови, затоа што овде не можат да се реализираат, не можат да најдат адекватна работа на своето образование. Со реален пристап на решавање на проблемите, тоа не се решава брзо. За тоа треба и време. Но сепак почетокот ќе биде видлив. Како што спомна, Валандово е мала општина, но тука отчетот е секој ден. Резултатите од добро работење ќе бидат видливи веднаш. Тоа му го должам на мојот град и на општина Валандово. И за крај, господин Узунов, кои ќе бидат вашите приоритети? Како ја изготвувате и кои се е вклучени во изготвувањето на програмата за придобивање на довербата на гласачкиот електорат од општина Валандово? Кои ќе бидат приоритетите? Приоритетите наши ќе бидат честност, искреност и отчетност. Тоа што ќе се работи ќе биде видливо, ќе биде транспарентно, ќе бидеме отворени за граѓаните. Програмата се уште се изготвува. На нашите идеи, на моите идеи се надградува идеите на луѓето во мојот тим. Јас имам веќе подолго време, скоро месец дена знам дека ќе бидам кандидат за градоначалник, јас сум во постојан контакт со луѓето. Луѓето
во моите средби со нив и самите си ги кажуваат своите потреби и идеи. Ние тоа ќе го артикулираме и ќе го дефинираме во нашата програма и заедно со граѓаните ќе направиме програмата по која што ќе работиме во наредните 4 години. Узунов, јас ви благодарам на ова интервју. Благодарам и на вас.